Добар ден на сите. Свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Да видиме дали се сите. Јас 4 си тука. Точка 1. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Точка 2. Програма за измени и дополнување на оперативна програма за поправка и одржување на улично осветлување, тековно одржување, замена на живините, на трујмовите и флуоресцентните светилки со LED светилки и арматури заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на улично осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година со број 1-628/1 од 17.12.2021. Точка 3. Правилник за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки, нивно чување на ЈПП и ЛП Битола. Точка 4. Одлука за пренесување на правото на сопственост на приклучоците и мрежата за јавно осветлување на територија на општина Битола на јавното претпријатие Жабени Битола. Точка 5. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедска инфраструктура во општина Битола. Точка 6. Одлука за доделување на ексклузивно право на ЈП Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територија на општина Битола. Точка 1. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавно осветлување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Го молам представникот да се произнесе по однос на точката. Дали има? Почитувани советници, во програмата за одржување и јавно осветлување на подрачјето на општина Битола се вршат измени и дополнувања. Во точка 10 се додава во изградба на капацитети во енергетиката од улично осветлување од Млекара до село Долно Оризари, кај што имавме предвидено 2 милиони денари, бидејќи проектната документација не е готова, ги намалуваме на 1 милион денари со тоа што понатаму со ребалансот повторно ќе ги дообезбедиме тие средства, но додаваме уште една точка, тоа е изградба на улично осветлување на улица 16. Додаваме 1 милион денари, бидејќи на улица 16, знаете, ланската година се правеше канализационата мрежа, во постапка на јавна набавка е изградба на коловоз и треба да ставиме и изградба на улично осветлување. Измените на крајот на програмата програмата не претрпува измени во вкупниот расход, така да само имаме пренамена на средства во ставките. Уште еднаш ќе повторам, од улично осветлување Млекара до село Долно Оризари 1 милион го земаме, го ставаме во улица 16. Благодарам. Благодарам. Прашање некој? Добре, фала, нема прашање. Одим на точка 2. Програма за измени и дополнување на оперативна програма за поправка. Да гласаме тоа по точка 2. Кој е за програмата за измени и дополнување на програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола? 3 за. Воздржани, против? Нема. Точка 2. Програма за измени и дополнување на оперативната програма за поправка и одржување на личното осветлување, тековно одржување, замена на живините, на трујмовите и флуоресцентните светилки со LED светилки и арматури заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем на улично осветлување и поставување на разводни ормари и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Го молам представникот да се произнесе. На микрофон.
Во оваа оперативна програма се додава осветлувањето за пешачките премини на Васко Карангелијски и улица Партизанска. Во оперативна програма во ова дел нема потреба на нови средства, влегва во овој дел од средствата, така што тоа е само дополнување на ова оперативна програма. Во ред. Некои прашања? Толку нема прашања. Одиме со гласање на програмата за измени и дополнување на оперативната програма за поправка и одржување на личното осветлување, тековно одржување замена на арматури, живини, натриумови флуоресцентни, соле светилки, заради поголема енергетска ефикасност на целиот систем за улично осветлување и поставување на разводна опрема и опрема за целосно командување и одржување на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Кој е за? 3 за, против, воздржани? Нема. Точка 3. Правилник за отстранување и преместување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки и нивно чување на ЈПП и ЛП Битола. Помолам представникот да се произнесе по точката. Здраво на сите. Вака се врши измена и дополнување на правилникот за отстранување и преместување на непрописно паркирани возила и возила кои го попречуваат безбедносно движење во сообраќајот со дополнување на хаварисани возила и приколки и нивно чување. Сега правилникот мислам дека ви испратен од член 10 до член 17 е дополнувањето, каде што се утврдува начинот на кој ќе се утврди дали возилото е хаварисано, рок на колку време има да го дислоцира возилото, доколку не се дислоцира возилото се подигнува тука подетално опишано. Ако има некој дополнително прашање на начинот или нешто слично, можам да му објаснам. Иначе дополнувањето фактички е во овај дел само, во отстранувањето и чувањето на хаварисаните возила и приколки од јавните површини. Благодарам. Благодарам. Прашање? Повели Јасмина. Да, само сакам како се планира, значи дали постои план од каде ќе се подигнуваат тие хаварисани дотраени возила, пошто кога беше предложена ова иницијатива на самиот почеток не се мислеше само на возила кои што не се во функција, напротив возила кои што веќе се предраспаѓани. На тоа мислевме, кои ги има во зоните за домување, кои го деградираат просторот, ги девастираат зоните за домување, кај лимените гаражи во тој дел, така што и на тоа треба да се размислува. Дали на тоа мислевте, ве молам? Зошто ќе изгубиме основната цел заради која беше оваа иницијатива дадена. По објаснување, да, во тој дел сакам. Вака сега, општинскиот инспекцијски надзор ќе направи скрининг, да речем, на градот, каде има хаварисани возила, не е то само на паркинзите, сегде комплетно, значи, како што кажавте, и во паркинги од згради или зелени површини, слично секаде, каде што има хаварисани возила, не е само стрикно дали ќе види на паркинг просторот на јавното предпријатие, значи секаде во градот се прекомплетно, каде има хаварисани возила и после тоа следува процес, известуваат собственикот да го дислоцира, доколку не го дислоцира јавното предпријатие подоцна. Меѓутоа комплетно, значи секаде, тоа е целта, значи да се исчисти градот од хаварисаните возила. Во ред, Горан имаше? Да, според тарифниот ценовник кој го добивме, само кратко ме интересира прашање дали Тој за на финансија, ама дали може да има некој, мислам од претходните суми кои сме го имале, дали има во овој тарифен модел некој поскапување од претходниот период? Или остануваат исти цени? Не. Ова има на дополнување во ценовникот, ова има два дела. Првиот дел е истиот останат, може да го споредите со стариот, за подигнување на, да речем, досега на непрописно паркирање запрените возила, нема промена, има додаден дел за хаварисани возила, за само, значи, втор, нов дел е, нема, во првиот нема промена никаква. Во ред, други прашања? Да, повеќе. Во депото од пак службата, кај што? Други прашања? Повели Златко. Дали е возможно да има една контакт
линија, телефонска линија, каде што и граѓаните ќе може да пријават хаварисани возила кои што се напуштени и еве ако општинскиот инспектор не ги увиди во тој скрининг. Пример да се воведи телефонска линија некоја за пријавување. Може слободно на страната. Повели Маријана има. Во рамките на општина Битола има општински инспекторат, значи телефоните на општинскиот инспекторат се јавно објавени, значи можат да се пријават во општински инспекторат, како и досега, значи секој можел да пријавува, мислам штом се пријави ќе се излези на терен, ќе се констатира и понатаму процедурата се продолжува до јавното. Добро, евентуално некој ако сака и на кај нас да речем на официјалниот број на страната на паркинзи да речем може да пријави таму доколку смета дека е полесно или кај нас да дојде во канцеларија, значи не е проблем. Не е никаков проблем. Во ред, други прашања? Доколку нема, одиме со гласање. Правилник за отстранување и пренесување на непрописно запрени или паркирани возила, хаварисани возила и приколки, нивно чување на ЈПП и ЛП Битола. Кој е за? 3 за, против, воздржани нема. Точка 4. Одлука за пренесување на правото на собственост на приклучоците и мрежата за јавното осветлување на територија на општина Битола на јавното претпријатие Жабени Битола. Го замолувам представникот од општина да се произнесе по односно оваа точка. За Жабен има некој представник за пренесување на правото на собственост на приклучоците? Во ред 5 минути пауза да обезбедиме представникот. Продолжува Комисијата за јавни комунални дејности. Имаме представник од општината, секретарот е тука. Застанавме на точка 4, одлука за пренесување на правото на собственост на приклучоците и мрежата за јавно осветлување на територијата на општина Битола на јавното претпријатие Жабени Битола. Замолувам представникот да се обрати. Добар ден на сите. Со оваа одлука, како што гласи и самиот наслов, всушност се отстапуваат броилата за уличното осветлување во собственост на јавното претпријатие Жабени. Значи до денес сметката за електрична енергија доаѓа на општина Битола, а после промената, значи превземањето од страна на ова јавно претпријатие и промената на корисник, значи сметката за електрична енергија би доаѓала на јавното претпријатие Жабени. Сега, ако имате прашања, тогава сум да ви одговорам. Ти благодарам. Дали има некои прашања? Велку нема прашања, одиме кон гласање. Одлука за пренесување на правото на собственост на приклучоците и мрежата за јавно осветлување на територијата на општина Битола на јавното претпријатие Жабени Битола. Кој е за? 3 за, а воздржани? Нема, против? Нема. Одиме на точка 5. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на Председателе, се извинувам Да. само ако може и за ова на 6-та да преминиме точка, бидејќи треба исто од општина да ја образложиме, оти ќе треба да се вратам да дадам образложение и за таа точка. Сега. за точка ако има 6? можност, да. Таа што треба всушност мислам дека како дополнителна треба да оди, ама сте се договорили на комисија Да. се гледа. Во ред. Ајде со точка 6 ќе одиме за да го слободиме секретарот. Одлука за доделување на ексклузивно право на ЈП Комуналец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. Повелете. Се извинувам вака што го паднав со ова, меѓутоа да дадам образложение за ова. Значи, како што знаете, од 2018 година јавното претпријатие Комуналец директно го одржува јавното осветлување и нели се правеше замената со лецијалици и тековното одржување. Пред тоа општина Битола правеше јавна набавка преку отворени постапки за избор на економски оператор. Сега со оглед на превземање активности, пренесување на право на собственост на друг субјект на броилата, а со цел јавното претпријатие Комуналец да и понатаму може да ги извршува работите кои што се однесуваат на оваа дејност од јавен интерес, што се однесува конкретно на одржувањето. Согласно член 23 од Законот за јавни претпријатија, Закон за јавни набавки, согласно Законот за јавни претпријатија и Законот за комунални дејности,
општината има можност да даде ексклузивно право на јавно предпријатие за вршење на комунални дејности од јавен интерес и со оваа одлука всушност независно кој субјект би ги стопанисувал или би го имал правото на собственост на јавното осветлување, би бил должен да ги користи услугите на јавното предпријатие комуналец. Таа е суштината на одлуката. Ти благодарам. Дали има прашања? Долку нема прашање, одиме со гласање. Одлука за оделување на ексклузивно право на јавното предпријатие Комунарец Битола за вршење на комунална дејност од јавен интерес за одржување на јавното осветлување на територијата на општина Битола. Кој е за? 3 гласа за, против, воздржани нема. Поред ви благодарам. Се враќаме на точка 5. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедската инфраструктура во општина Битола. Иницијативата беше од колешката Јасмина Бунтевска, доколку сака може да ја образложи точката. Да, благодарам. Прво деновиве нели многу се зборува за енергетската ефикасност и во таа смисла прво сакам да истакнам дека енергетска ефикасност не се само фасади, прозорци и осветлувањето. Напротив, за да еден објект биде енергетски ефикасен, во негова непосредна близина мора да има јавен градски превоз, објектите мора да имаат паркирање за велосипеди. И она што нели е најзначајно во поглед на иницијативата е што велосипедскиот сообраќај е енергетски најефикасен вид на превоз, дури енергетски поефикасен и од самото пешачење. Се смета дека возењето на велосипед 3 пати повеќе заштедува енергија отколку пешачењето, например, или 35 пати е велосипедот енергетски поефикасен од моторното возило. Тоа од една страна, од друга страна, ние како локална самоуправа, како нели совет во рамките на локалната самоуправа, надлежностите на општината и на советот се во таа насока да влијаеме и на начинот на превоз и на уличната мрежа, надлежностите се тие. И сметам дека и покрај најавите за новиот генерален урбанистички план, затоа што видот на начинот на превоз и уличната мрежа се диктираат во рамките на генералните урбанистички планови и утре да почне да се работи генералниот урбанистички план, се потребни најмалку 36 месеци за да тој се реализира и затоа сакам да укажам, колеги, дека мораме брзо и промптно да реагираме во насока да им овозможиме на нашите сограѓани да го користат велосипедот не само рекреативно, туку и како превозно средство. И заради тоа, тоа можеме да го направиме секој на свој начин. Јас еве го избирам овој начин, да преку учество во работни групи, преку притисокот врз проектантите и планерите, преку своевиден нели притисок и врз носителите на одлуките, како што во случајот е нели градоначалникот и советот, да издействуваме, да заедно сите овозможиме колку што е можно побрзо Битола да добие велосипедска мрежа, а битолчани да можат безбедно да го користат велосипедот како превозно средство. Токму заради тоа и сум рационална, односно покрај тоа што нели ја давам оваа иницијатива да се формира работна група која што ќе работи на велосипедскиот сообраќај. Во прилог на оваа иницијатива давам и дел од набарање на градоначалникот, ако се сеќавате, давам дел и од мојата експертиза, односно развоен план за велосипедски сообраќај на територијата на општина Битола и исто така сум рационална во поглед и на членовите на таа работна група. Зошто го велам тоа? Затоа што ние мора во корелација да действуваме. Затоа сметам дека работната група треба да биде онаа истата која што беше за пешачкиот сообраќај и дополнета со луѓе кои што верувам дека можат во рамките на работната група уште повеќе да помогнат. И тоа го потенцирам затоа што додека влијаеме и решаваме еден проблем, гледаме дека побавно некако се решаваат работите, се отвора нов проблем. Заради тоа да бидеме хомогени, да не се шириме
со многу работни групи, тоа повторно би била истата работна група која ќе работи на пешачката сигнализација, дополнета со представник од општинската администрација кој претходно работеше на велосипедската инфраструктура и со представник од секторот за внатрешни работи кој ни укажуваше во изминатиот период какви се можностите за имплементација. И мораме, верувајте, мораме секој на свој да го избере својот начин на делување и во овој совет и во рамките на комисиите и работните групи. Ова е мојот начин да преку овие иницијативи да укажам дека мораме брзо, веднаш секој со свој допринос да делуваме. Благодарам. Ви благодарам. Прашање дали има некој? Ако нема, јас имам. Тука овој што е вашата стручна експертиза, развоен план за велосипедски сообраќај во општина Битола. Тој дали може да се достави до советниците да го видат? Да, секако, можам уште веднаш. Ако може преку задолжените служби за да го видат сите советници. Да. Што вклучува тој развоен план, бидејќи како материјал што го добивме само иницијативата. Да. За поздравување иницијативата и мислам дека треба да биде поддржано и ние како советничка група ќе поддржиме оваа иницијатива. Да, јас веднаш ќе ја доставам, само каде ако може само да се препрати до сите советници. Да. Кај Андре? Добре, дали има некои други прашања? Долку нема, одиме со гласање. Иницијатива за формирање на работна група која ќе работи на велосипедската инфраструктура во општина Битола. Кој е за? 4 за, против и воздржани нема. Ви благодарам. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ја затворам седницата на Комисијата за јавни комунални дејности. Ви благодарам.